Бучава смет многу луѓе. Животот во градовите, во големите градови, знае да биде прилично стресен. Пандемијата ова ни го нагласи дополнително, но и не поттикне да размислуваме за алтернативи кои ќе нас смират. Во таа насока би сакала да ги истакнам градинарството и хортикултурата како решенија кои што ги практикуваа многу наши сограѓани. Денес за хортикултурата и градинарството ќе истражуваме во ово издание на Приказна. Хортикултурата во светот е веќе призната како терапија за справување со стресни ситуации. Ова денес ќе го анализираме во истражувањето кое што ви го подготвивме. Бучава смет многу луѓе. Животот во големите градови може да биде прилично стресен. Пандемијата дополнително влијаеше врз стресот, но од друга страна успеа да поттикне многу активности кои можат да влијаат позитивно врз менталното здравје. Една од нив беше градинарството и хортикултурното уредување. Хортикултурата како терапија е практика докажана уште одамна. Терапевските придобивки од градинарските средини се документирани во 19 век. Доктор Бенџамин Раш, признаен како татко на американската психијатрија, прв го документирал позитивниот ефект што го има работата во градината врз лицата со ментална болест. Но во последниве 10 години се направени доста студии, особено надвор од Македонија, студии во Универзитетот во Тексас, во Шкотска, кои покажуваат дека занимавањето со хортикултура и градинарство доста влијаат на подобрување на менталното здравје. Хортикултурната терапија е професионална практика за подобрување на менталното и физичкото здравје на луѓето преку градинарски активности. Таа помага во подобрување на меморијата, когнитивните способности, започнување на работните задачи, јазичните вештини и социјализацијата. Самиот фокус на градинарството и самото поминато време во поголема зелена површина влијае на намалување на анксиозноста и влијае на подобрување на симптомите на депресија. Како тоа всушност се случува од страна на психолози, истражувано е дека самото влијание на кислородот кој се ослободува од природните површини, односно зелените површини, го подобрува излачувањето на ендорфин, односно хормонот на расположение, кој ни подобрува да го намалиме пак кортизолот, кој е хормон на стресот. Исто така и се зголемува и хормонот на допамин, кој е нели хормон на среќата. Со оглед на тоа имаме и други истражувања кои укажуваат дека занимавањето со градинарство и од мали нози, децата со АДХД всушност имаат понамалени симптоми или побрзо подобрување на симптоматологијата кај деца со АДХД, односно намалено внимание и концентрација. Лекарите во Велика Британија на пациенти кои се жалат на вознемиреност, депресија и осаменост, наместо лекови им препишуваат цвеќиња во саксија. Наместо седативи и антидепресиви, пациентите во Манчестер добиваат садници на некои градинарски растенија, зеленчук или саксии со цвеќиња, што ќе им помогнат да го подобрат расположението. Знаеме дека самата физичка активност и занимавањето со нешто друго надвор од работните активности доста придонесува да се намали анксиозноста, односно во подамнешни времења нервозата кај луѓето. Сега, веќе ние тоа го применуваме и во самите третмани како психолози, покрај другите техники кои ги пренесуваме и работиме со нашите клиенти, им укажуваме и токму и вакви насоки, подолго време поминување во природа, заради примање на кислородот кој нели доаѓа до мозокот и мозокот да може да работи подобро. Во една студија во Норвешка на луѓето со дијагноза на депресија, постојано слабо расположение или биполарно расстройство од типот 2, им било наложено да поминат 6 часа неделно во одгледување цвеќиња и зеленчук. По 3 месеци половина од учесниците доживеале значително подобрување на симптомите на депресија. Покрај тоа, нивното расположение континуирано се подобрувало и во текот на следните 3 месеци по завршувањето на програмата за градинарство. За луѓето кои се справуваат или доживуваат ментален пат, дури и одење во градина може да биде терапевтско. Многу домови за лица со деменција сега имаат градини за прошетки или меморија околу нив, така што жителите со Алцхајмерова болест или други когнитивни проблеми можат да шетаат низ нив без да се изгубат. Загледките, мирисите и звуците на градината се вели дека предизвикуваат релаксација и го намалуваат стресот.
Секако, придобивките од градинарството и хортикултурата не се одраз само на решението да се има растенија во просторот, без разлика дали се работи за надворешен или внатрешен простор. И самата грижа за растенија, како на пример пресадувањето и понатамошното одгледување, предизвикуваат добри ефекти. Копање, садење, плевење и други повторувачки задачи кои бараат сила или истегнување се одлични форми на вежбање. Покрај тоа, микробите кои живеат во почвата се добри и за физичкото и за психичкото здравје. Докажано е дека тие можат да поттикнат лачење на серотонин, што не прави посреќни и порелаксирани, а едновремено го подобруваат и нашиот имун одговор. Освен тоа, секое ново ливче кое ќе се појави е награда за нас и потврда дека преку нашата грижа сме и вратиле нешто на природата. Последниве години сме сведоци на еден интересен тренд, еден убав тренд. Многу луѓе почнуваат да одгледуваат градинарски култури сами дома. Што беше присутно за вас да ја развиете ваквата приказна? Па, долго време размислувавме што треба и кај треба да се инвестира. Мислам на дома муабетите. Дали треба да се земе можеби поголем стан, затоа што се преширувавме, или можеби треба да, не знам, направиме некоја кукичка. И пресудно беше тоа што загадувањето на воздухот во Скопје беше пред 10 години особено изразено, а со мали деца имавме проблеми. И тогаш се одлучивме и тогаш пресековме дека да, ќе идеме некаде во близина на Скопје, меѓутоа некаде што е на повисоко место, во близина на село, и така го започнавме тој живот. Од каде црпевте информации како да почнете да ја реализирате идејата? Со градинарство не започнав веднаш. Мислам, требаше некое време да си се убедам и јас самата дека нели тоа е тоа што го сакам и тоа е тоа во кое што ќе уживам. На YouTube, на интернет, по разни такви социјални мрежи и канали, приметив дека секој пат кога ќе стигнам до некој таков клип, едноставно го задржуваше моето внимание и почнав едноставно јас самата да си ги барам таквите информации. Видов дека нема ништо сложено, дека е интересно, меѓутоа и да напоменам дека и јас како професионалец работам на заштита на животна средина и едноставно здравиот начин на живот е тоа што не само сакам да го работам, него и го живееме. Така да после некој, да речам, некој период на проучување, едноставно се решив дека и јас сакам да го правам тоа. Направивме неколку боксови со дома со семејството, со пријателите, со роднините и засадивме првите производи, градинарски култури и салатата искочи одлична. И тогаш решивме дека да, секоја година ние ќе си садиме разни производи и ќе уживаме во сите тие процеси. Кои се лекциите кои што се учат од година во година? Што се обидувате да унапредите веќе следната година во таа насока? Значи, како човек кој што работи на заштита на животна средина, едноставно се трудам да тоа што го работам и го живеам. И ние дома живееме на еден, може да кажам, некој поздрав начин. Се трудиме да бидеме поврзани со природата. Кога ќе кажам дека се трудиме да живееме на здрав начин, мислам и на тоа дека кога ќе засадиме нешто, не ја силуваме природата и не ја тераме да ни роди огромни количини или па да бидат тоа најубавите јаболки, најубавите домати. Едноставно ја оставаме да си го направи своето. Ни се случува да посадиме, не знам, компир, пред некое време имавме посадено некои компири, и сега децава дома ми викаат, ајде да пржиме компирчиња. Немав доволно, и викам, ама тоа што го имаме од маркет купено, само ова нема да стигне сега за двајца, за тројца. Ама вика, нели ние засадивме еднашка, вика, компири. Стварно, кога ги откопавме компирите беа тука, беа убави, големи. И интересно беше што тоа и со децата го констатиравме, дека кога ги испрживме компирите, оние што ни беа од маркет купени, од пазар, многу брзо горе.
оние што не беа домашните, навистина и во самиот вкус се осеќаше голема разлика. Значи, едноставно се трудам да и тоа што го растам, биде растено на здрав начин, со природен компост, со ѓубрива од овчи измет, да речеме, и така натаму. Како реагираат децата? Како целото семејство се вклопи? Дали веднаш сите ја прифатија идејата? Дали имаше отпор? Значи не. Не ја прифатија, поготово на почетокот еве и дома и со сопругот често говоревме, најверојатно имавме идеја за можеби поразличен начин на кој треба да живееме. Меѓутоа, ја инсистирав на тоа дека треба да имаме куќа на село, дека треба да имаме градина и дека, нели, треба дел од времето да го поминуваме таму. Да, во одреден момент, поготово сега пред 2-3 години, кога се случи целата криза со пандемијата, и неколку пати си потврдивме дека тоа не била одлична одлука. Децата, како деца, и они сакаат често да се бидат со другарчиња и на почетокот, например, има исто отпор да се наместиме сите таму да отидеме. Меѓутоа, па со тек на време сваќаш дека се повеќе луѓе се доселуваат и се повеќе фамилии има во близина и навистина има шанси за нив да се дружат со комшиските деца. Деца ко деца си имаат различен интерес, меѓутоа ги приметувам дека се интересираат кога е прашање за да играат со земја, сите тие имаат љубов кон земја, поготово помалите деца. Така да кога ќе ни дојдат, например, гости, ние цело време сме со лопатките, со греблата, со семето, што се сади, кога се сади, мислам и оној едукативен момент го гледаш на и интерес кај децата да едноставно бидат и се поврзат, дел од природата и се поврзат со неа. Ги спомнавте семињата, како се снаоѓате со семиња, од каде наоѓате, дали сама потоа од производите кои што ги одгледувате, сама чувате? Бидејќи имаме брз начин на живење, ова и од хоби почесто го, мислам, во принцип го терам. Не е некое масовно производство каде што, не знам, можеш да се посветиш и ти треба механизација и така натаму, значи мојот начин на живот не дозволува во голема мера ја професионално да се занимавам со градинарството. Така да семиња купувам најчесто во аптеките или па расадот знам да го земам од соседите, од селаните што се во близина. Си разменуваме искуства, разменуваме добри идеи и совети и едноставно на таков начин локално се поддржуваме. Следејќи ќе ги споменам повторно мрежите, бидејќи деновиве буквално сме преплавени од информации баш на луѓе кои што исто така се обидуваат на ваков сличен начин да го сменат животот. Оно што го забележувам како тренд е дека напоредно со градинарските култури ги вметнуваат и цвеќињата или одредени такви растенија. Дали вие сте се обиделе и тоа да го искористите како идеја? Па тоа е еден природен начин на заштита на растенијата од тоа да ти ги задат инсекти, бубачки, да ги фати одреден тип на болест. Така да, има одредени растенија, меѓутоа има и одредени зачини кои што е добро едноставно да ги вметнеш помеѓу 3 реда еден вид на култура, да ставиш босилек, нане, лаванда, па да засадиш друг вид на култура. Да, го практикувам и јас тоа и тоа е еден од природните начини на кои викам дека едноставно треба да ги оставиме растенијата да си го дадат својот плод. Она што уште би сакала да го истакнеме како момент е колку е ова добро за менталното здравје, бидејќи за општото здравје, за целокупното здравје видовме кои се придобивките. Животот кој што го живееме навистина е стресен. Сега сме на сите достапни во секое време. Со телефониве, со компјутериве по дома. Навистина е неопходно да избегаме и барем за време на викенд да се ресетираме и да го поминеме времето надвор во градина, на прошетка, во природа, било како.
Јас многу често коментирам дека не е само дека ти произведуваш храна и правиш нешто за, не знам, добро за сопственото здравје, во смисла кога ќе произведеш храна на здрав начин, дека нели јадеш здраво, туку тука е и дополнителниот момент фитнес во градина, медитацијата, дружбата со пријатели и со роднини. Така да, кога имаш куќа, едноставно пријателите ти се јавуваат и ти викаат јас ќе поминам на кафе. Значи, куќата е направена за да биде полна со луѓе. И ние максимално го користиме тој момент, да постојано имаме луѓе, викенд е време за пријатели, викенд е време за надвор, викенд е време за прошетка во околината кај што сме лоцирани има многу убава шума. Има дури диви животни кои што знаат да ни влезат во двор. Меѓутоа и ние дополнително на тоа си имаме па и мачиња, кучиња, мислам се наоѓа тука. И затоа сакам да баш е она природна средина во која што можеш да изградиш не знам убав однос со природата и се што е околу тебе. Свој екосистем. Со екосистемот, да. Градинарството и хортикултурата се две врзани работи. Во двата случаи одгледуваш растенија. Во првиот растенија што ни се корисни во исхраната, додека во вториот растенија што ја хранат нашата душа. Додека го работиме градинарството, треба да сме свесни кога ги одгледуваме зеленчуците, овошките, зачинските билки, дека ние всушност одгледувајќи ги и користејќи ги во нашата исхрана, го подхрануваме целото наше тело. Сите клетки од нашето тело се на физичко ниво, на едно материјално ниво се добро нахранети. Од друга страна, на нашите клетки не им треба само добра храна, нели физички гледано, туку им треба и духовна храна. Така да, вториот важен аспект е може да биде тоа работа и со градинарството, но и со уредување на убави грмушки, убави цветови во дворот, при што кога го планираме уредувањето во сопствениот двор или дури ако живееме во стан на тераса, барем да имаме, обично водиме сметка, планираме да имаме цветови во текот на целата година, колку што е тоа можно подолго, не да имаме само еден вид на цвеќе, еден вид на растение. Во последниве 70 на години, во светот актуелни се научните истражувања кои го докажуваат присуството на емоции и кај растенијата. Ако ние мислиме луѓето дека само ние или одредени представници од животинскиот свет имаат нервен систем и можат да чувствуваат, да пројавуваат емоции, тоа не е точно. Се покажа веќе во бројни научни истражувања дека и самите растенија чувствуваат, и тоа како дури дека ги чувствуваат мислите на луѓето. Значи точно има експериментални докази во таа област. Многу е важно дали човекот ги одгледува растенијата со љубов или само ги чувствува како обврска која треба да ја заврши во текот на денот, додава Катарина. Растенијата сето тоа го чувствуваат. Исто како што е со другите домашни миленичиња, така треба време да признаеме, да кажеме дека и цвеќињата ни се домашни миленичиња. Значи не мора само да имаме животински миленичиња. Јас кога ги одгледувам моите растенија, било да се тоа во градината или да се цвеќињата, било да се зеленчуците или цвеќињата, после тоа на крајот на денот кога ќе седнам да вечерам или ќе се истуширам и легнувам да спијам, само чувствувам еден посебен вид на среќа. Сега од каде таа среќа? И за тоа науката докажала, значи дека ја направила врската помеѓу одгледувањето на растенијата и чувството на среќа кај луѓето, кое што доаѓа отпосле, затоа што при градинарската работа ние кога ја расчепкуваме земјата во почвата, во горниот слој на почвата живеат едни така наречени непатогени микроорганизми. Значи не се лоши, не се заразни тие се така наречени добри микроорганизми.
И тие кога работиме во почвата, ги допираме и тие ослободуваат екскрети, кое што тој екскрет има иста формула како и серотонинот кој што се излачува во човечкиот мозок. Тоа е хормон на среќа, го викаме. Кога човек седи или работи затворен само во една просторија, нема контакт со овие формули на природата, вели Катарина, која токму поради ова од неодамна ја промени адресата и веќе наместо на Скопје е жител на Велешко Морани, каде што пред многу години заминала случајно на посета. Јас, например, си во мојата градина, во куќата во Морани, одгледувам неколку видови на зеленчуци за нашите сопствени потреби. Традиционални домашни, што велиме, сорти на семења, сами си правам расад и кога ќе дојде време во природата, веќе на отворено да се засадат малите зеленчуци, тоа се домати, повеќе сорти на домати, рани, подоцни, индустријски домат, исто така шери доматче. Значи од се имам по неколку коренчиња за да можам различни видови на салати да си подготвувам. Пиперки исто така различни видови. 2 коренчиња тиквичка, 2 коренчиња краставичка, значи од се да има помалку во секое време да може да си собираме. Љубовта со љубов се враќа. Таков е и случајот со растенијата и човекот. Кога ги одгледуваме, кога ги негуваме, кога ги отстрануваме сувите цветови, кога ги подкаструваме вишокот гранчиња, значи кога ги негуваме, им помагаме исто како на мало дете кога го негуваме едно мало детенце. Така и со цвеќињата кога се однесуваме, тие ја хранат нашата душа фактички. Кога душата на човекот е нахранета, е среќна, тогаш и здравите состојки кои ги внесуваме преку растителната храна го вршат до максимум своето корисно дејство. Малите градини, домашни градини, зелените урбани градини често пати може да бидат поефикасно решение во поглед на добивање на производи кои што може да ги користиме од градината, отколку оние традиционалните на кои што досега бевме научени. Еве што ви откриваме во таа насока во оно што ви го подготвивме денес во артикулација. Досегашните истражувања ги покажале бројните ефекти на природата врз менталното и физичкото здравје, па затоа хортикултурната терапија не е мит, туку реалност во многу земји. Активностите во градината како дел од хортикултурната терапија се применуваат во Канада, Британија, САД и Јапонија. Социјалната и терапевтска хортикултура ја користи градината како безбедно и сигурно место за развивање на вештини за воспоставување релација и комуникација, односно градење социјални врски во кои преку дружење се совладуваат и практичните вештини кои помагаат да се биде независен. Последниве неколку години се почесто се среќаваме со трендот за урбано градинарство и тоа како резултат на зголемениот интерес за храната и нејзиното одгледување. Овој интерес се должи на зголемената свест за последиците од прехранбениот систем врз нашето, но и здравјето на планетата. Урбаната градина може да варира од неколку домашни растенија во еден сиромашен дом до голем земјоделски бизнис. Ваквите градини се создаваат околу домовите, предни делови, задни или странични дворови, тераси, ѕидови, покриви и огради. И онаму каде има привремено празна земја, како што се заедничките простори и напуштените земјишта. За оние кои немаат двор се препорачуваат креативни опции по дома, како џебни градини или садење на одредени растенија во лушпа од јајце. Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО вели дека урбаните градини со зеленчук може да бидат многу поефикасни и поеколошки од традиционалните, со производство од 20 килограми храна годишно на метар квадратен. Неколку годишната идеја за инстант вегетативни модули за екстензивни кровни градини како македонска компанија успеавме да ја претвориме во реалност. Тоа не е дека ние го измисливме овој производ е уште пред 10 години за прв пат во Америка, во Европа појавен, меѓутоа се уште е во фаза на доразвивање и како таков е новитет на Балканот, Југоисточна Европа и да речем пред се овде кај нас. Тоа што
е добра страна кај него. Самиот дизајн на модулот овозможува негова лесна и брза монтажа на објектите, во исто време лесен и брз транспорт. Овој начин на озеленување не е непознат во светот, но е недоволно распространет посебно на Балканот. Бидејќи сведоци сме на се погустото и се покомпресирано изникнување на нови зданија, некој начин зелениот простор пред наши очи исчезнува и како најмала компензација која што можеме и би требало да биде на некој начин озаконета е тоа да сите нови зелени кровови на новите зданија да бидат, сите нови кровови да бидат зелени кровови. Глобалната идеја е екстензивните кровни градини да бидат физички, материјално и технички подостапни, масовно да се проектираат и изведуваат, бидејќи ефектите од нив се многу корисни не само за сопствениците, туку и за сите нас, за целата заедница. Само 1000 квадрати зелени кровови на една површина, да речем во едно мало, во време на интензивни врнежи од дожд, само за неколку часа може да ја товарат канализацијата со 30 до 50.000 литри вода. Доколку тие кровови биле зелени, значи прво 30 до 40% од таа вода ќе се задржи во самите зеленило, самите кровови, а преостанатиот дел во наредните 24 часа редуцирано ќе се слева и нема да дозволиме прелевање во одводната, во канализационата мрежа. Значи само тој ефект колкав е за градовите, а гледаме и сведоци сме дека од година во година сите поголеми дождови предизвикуваат некакви поплави на улиците, бидејќи има премногу зданија, многу од тие олуци се свртени и завршуваат во атмосферската канализација, така да само еден проблем со поплавувањето ќе биде решен. Заштедата на енергија зависно од типот на објектот, само со зеленилото на кровот, значи може да се движи од 8 до 10% за грејење и за ладење. Тоа како бројки можеби ништо нема да им значи на гледачите колку прав се задржува во самата зелена површина, во самото зеленило. Нормално прочистувањето на воздухот, понатаму развојот на биодиверзитетот како поволно место и средина за инсекти и птици и така натаму, зголемена вредност на објектите. Климатските промени и грижата за околината често пати го истакнуваат, односно го нагласуваат трендот во насока на заштита на животната средина, сам да го произведуваш она што ќе го јадеш. Токму затоа градинарството е интересно и ние го истражувавме во овој издание на Приказна. Бројни се придобивките кои ги добиваме од растенијата, но и од грижата за нив. Градинарството носи многу придобивки за менталното здравје, од намалување на стресот, изолацијата и депресијата до подобрување на имунолошкиот систем. Секој од нас знае растенијата дека се природни чистачи на воздухот. Важноста на градинарството не може да се потцени бидејќи придонесува за зачувување на инсектите и биодиверзитетот. Покрај придобивките од животната средина, градинарството има голем ефект врз децата и учениците од раните години, бидејќи тие поминуваат низ физички, емоционален и социјален развој. Ќе спомнам неколку начини преку кои градинарството ќе им користи на учениците од нови вештини до подобри начини и перформанси. А тоа се физичка активност, одговорност и независност, самодоверба, тимска работа и комуникација, писменост, бројност и биологија, здрав начин на живот, свесност за животната средина. Храната која се одгледува во сопствената градина е најсвежа. Покрај тоа, луѓето кои одгледуваат зеленчук имаат тенденција да се хранат здраво. Живееме во ера во која животот на децата е сведен на постојано седење и слаба физичка активност. Ера кога драматично се зголемува телесната тежина кај децата. Училишните градини ја поддржуваат и поттикнуваат здравата исхрана како клучна компонента на здравата физичка благосостојба на децата, што може да помогне
на нивниот училишен и социјален успех. Училишните градини можат да поттикнат поздрави навики во исхраната и можат да действуваат како противтежа, односно одмор на отворено за децата кои растат и се развиваат во урбаните среди. Грижата за растенијата е одличен пример кој помага и за детскиот развој. Низа истражувања кои ги анализирале ефектите на образовните програми кои вклучиле градинарство во училишта, покажале дека децата кои биле дел од ваквите програми покажале поголема склоност кон консумирање овошје и зеленчук. Покрај тоа, истражувањата откриваат и други придобивки. Кога децата одгледуваат сопствена храна, тие развиваат така наречена емпатија за храната, подлабока врска со храната, зашто е докажано дека води кон поздрав живот. Децата со ваков вид емпатија имаат подобра исхрана, јадат повеќе зеленчук и овошје и имаат подобро разбирање за храната и исхраната. Градинарски значи како плевање и наводнување на растенијата и зеленчук се шанса учениците да ги користат виталните моторни вештини, исто така тие преку таа активност ќе промовираат одговорност. Гледајќи ги плодовите од нивниот труд, постигнувањето на целите им возложуваат на учениците да станат посамоуверени, поотпорни и независни, бидејќи гледаат како нивната материјална работа се материализира, особено кога се во можност да уживаат во храната што самите ја одгледале. Децата со помош на градинарство ги подобруваат своите социјални вештини и писменост. Работата во градината бара физичка активност. Со тоа се подобрува циркулацијата, се затегнуваат мускулите на телото, коските зајакнуваат, сонцето и ветрето не прават посилни и поотпорни на настинки и грип. Грижата пак, социализацијата, комуникацијата со растенијата и со луѓето не прават емотивно зрели и духовно стабилни, нешто што е многу важно за целиот наш живот. Одгледувањето и грижата за растенијата кај децата поттикнуваат и развиваат одговорност, љубов кон природата, резонирање и откривање и секако не може да се исклучат ни физичките активности. Учениците да комуницираат, да работат тимски и да постигнат заедничка цел. Ова може да доведе до нивно развивање на ново ценење и почитување еден кон друг. Тимската работа може да се практикува од самата припрема на жардинјерите, односно градините, па се до берба и консумирање на плодовите. Секој тим може да преземе одговорност за дел со различен вид зеленчук. Исто така градинарството е одлична можност за отворени, опуштени дискусии во училиштата помеѓу наставниот кадар. Тоа е затоа што е докажано дека многу полесно можете да имате пријатни разговори кога сте окупирани со некаква активност, отколку да седите формално лице в лице. Покрај ова, вклучувањето на децата во грижата за растенијата дома се и одличен начин за семејна хармонија. Заедничкото садење, наводнување, пресадување и одржување на градината, покрај поттикнување одговорност кај децата како семејни членови, носи забава и обединување на семејството. Двајца млади луѓе од Штип планираат да ја реализираат својата идеја за камп градинка на отворено. Ова се Бојан и Ана Марија, авантуристи и ентузијасти, кои со својата уникатна идеја почнуваат со создавање на многу повеќе од само една обична градинка. Значи, целата идеја дојде од кога јас и Бојан поминавме некое време во шумски градинки во Литванија. Таму видовме колку е интересно на децата, каков вид на здрав живот водат, колку тоа не се водат според временските услови и колку забавно може да изгледа сето тоа. Ние увидовме дека во ваквите земји, покрај лошото на некој начин време, тие сепак решаваат дека тоа не треба да ги спречи и си го продолжуваат животот, ја сакаат природата, ја почитуваат и истражуваат и си рековме дека време е да го донесеме овај кај нас, бидејќи сепак имаме некои подобри услови за да се оствари сето тоа. Ана Марија и Бојан велат дека нивната цел е да ги поттикнат децата да живеат здрав живот и да ја почитуваат природата уште од мали носе. За почеток секој дека се подобрува нивната здравствена состојба со тоа што поминуваат поголем дел надвор во природа, им се намалуваат алергиите,
со тоа што тие доаѓаат во контакт со природата и со животните, исто така помалку се плашат од нив додека растат, но исто така можеме да видиме дека им се зголемува фантазијата со сето тоа што се впуштаат во на некој начин неструктурирана игра. Тие ги наоѓаат природните реквизити во природата и сами замислуваат како понатаму ќе развијат приказната да си играат со истите. Исто така се одмараат во природа, го имаат тој на некој начин природен сон, нели? И уште многу други различни бенефити. Со помош на секојдневните активности во природа ќе има за цел да ги изгради како личност, да го изгради нивниот карактер, кај што ќе се запознат со нивните одговорности, да препознат што е тоа добро, што е лошо, нивните чувства, емоции, и исто така ќе стекнат навики за зачувување на природата и ќе дадеме еден акцент на вредноста на природата и како тие да се снаоѓаат во неа, исто така и како да ја чуваат, заштитуваат и слично. Правилен развој, соочување со предизвиците, но и учење на убави навики е целта на овој проект, кој веќе се реализира во неколку светски земји, но и земји од соседството. Секој утро би започнувало со започнување на денот, или тоа би било со почет кон националното знаме, со националната химна и кон почет кон знамето на градинката, со исто така со химната на градинката. Потоа децата би се подготвувале за активностите во зависност од временските услови, дали би било сончево, дали би било врнежливо или би имало снег. Оваа идеја за Камп Градинка беше избрана и како една од двете победнички идеи на надпреварот Раис на Арно. Мало место каде живеат вредни луѓе со големо срце. Тоа е Демирхисар, а во ова мало место нема човек што не ја познава Александра Лозановска, која преку својата уникатна домашна зимница ја раскажува приказната за начинот на живење во нејзиното село. Со мојата приказна пред се започнав бидејќи бев невработена, а финанси се секогаш потребни, па така на почетокот одлучив да приготвувам зимница, за подоцна да почнам да приготвувам и джемови, сладка и мармалади, и тоа од овошје, од мојот двор, бидејќи го знаев начинот на нивното одгледување. Приказната започнала пред неколку години, а ја именува како Моја бавча. Почнав да се занимавам пред околу 6-7 години или поточно кога децата замина на факултет. На почетокот приготвував зимница и истата ја продавав на роднини и пријатели. Подоцна на нивни пријатели и така полека кругот се прошири. За да денес формираме бренд чие име го носи Моја бавча. Александра вели дека овој концепт на работа станува доста препознатлив кај луѓето кои ја разбираат суштината на градинарството, а оваа приказна е доказ дека од една обична бавча може да се направи фабрика за здрава храна. Гости вели има од секаде, од дома и од странство. Една посета кај мене трае 3 часа и гостите се носат најпрво на бавчата, во зависност од временските услови. Ако тоа не го дозволуваат временските услови, ја посетуваме мини бавчата што се наоѓа во мојот двор. Кога стигаме на бавчата, разговараме за растенијата, за нивното одгледување, потоа бериме од зеленчукот и се враќаме во мојот дом, каде што од истите припремаме разни макала. Гостите прво се послужуваат со домашно традиционално сладко од тиква. Тука е и виното, ракијата, разни сокови, разни сирупи и храната традиционална за нашиот крај, како што се питулици, мазник, зилник, пресно лепче печено во фурна и надалеку познатата зимница, ајвар, малиџано, лутеница, веќе намаз, патлижан во шише, шери домати во маслиново и многу други производи. Она што ги прави најмногу среќни и задоволни посетителите е тоа дека си заминуваат дома среќни и исполнети. Градинарството и хортикултурата позитивно влијаат на нашето ментално и физичко здравје. Тука нема стрес, работиш колку што сакаш, работиш колку што можеш, одмараш кога сакаш, никој не ти крои планови, сам си свој газда и плюс јадеш здрава храна. А зеленилото пак е рај за очите и душата. Кој би посакал повеќе од ова?
Градинарството е уметност која што ги користи цвеќињата, растенијата и зеленчуците како слика, додека пак небото и условите во кои што ги одгледува се она платно кое што ја дава оваа цела композиција заедно. Веруваме дека со приказните кои што денес ги раскажавме во приказна ќе доведеме уште некој да во иднина го има ова како тренд кај себе. Довидување до следната приказна.